Почитувани гледачи, го следите новото информативно издание од вестите на Канал 8. Министерството за внатрешни работи ја почна кампањата со која апелира за промена на личните податоци со уставното име. Со тело ги потсетува граѓаните дека старите важат до 31 декември годинава. Министерството за внатрешни работи ја почна кампањата со која се апелира до сите граѓани кои ги немаат сменето личните документи со уставното име, тоа да го сторат до крајот на оваа календарска година. Прекрашочен платен налог и парична казна во износ од 100 евра во денарска противвредност ќе добие возачот кој при барање на полициски службеник нема да приложи важечка возачка дозвола, предвидува Законот за безбедност во сообраќајот на патиштата. Возачките дозволи со старото име на државата, Република Македонија, нема да важат после 31 декември годинава. Од Министерството посочија дека шалтерите на управните служби функционираат во полн капацитет и можат да ги услужат граѓаните да ги заменат своите возачки дозволи и лични карти во редовниот рок без никакво доцнење и гужви. Инаку, за закажување термин за издавање на личните документи, граѓаните треба да го закажат на телефонскиот број 072 92 92 92 или фиксниот 0800 192 92, како и на веб страницата на Министерството во делот МВР електронско закажување. Цената на личната карта изнесува 310 денари, на патната исправа, односно пасошот за редовна постапка 1700 денари, додека за итна 6400 денари. За возачка дозвола се плаќа 410 денари за редовна постапка, а доколку станува збор за итна 1230 денари и плюс 110 денари административна такса. 78 годишен маж од општина Чешиново Облешево починал од западно-нилска треска во инфективната клиника во Скопје. Според податоците на Институтот за јавно здравје, тој е четврти случај годинава и е пријавен на 12 месецов. 78 годишен маж, жител на општина Чешиново Облешево, починал на 16 септември на клиниката за инфективни болести во Скопје поради компликации од вирусот западно-нилска треска. Според податоците на Институтот за јавно здравје, тој е четврти случај годинава и е пријавен на 12 овој месец. На 10.9 на клиниката за инфективни болести е донесен пациент кој претходно бил прегледан во општа болница Кочани, оттаму препратен во клиничка болница Штип, а од клиничка болница Штип е упатен на клиникава. На прием пациентот бил фебрилен, бил малаксан, со пореметена свест, значи дезориентиран, агресивен и нормално пристапено од нашиве лекари, специјалисти за до исследување. Значи, кај пациентот е констатирано дека сепак се работи за некоја за воспаление на мозок, тоест енцефалитис, примене на клиникава и продолжено со до диагностицирање. Земени се сите, направени се сите диагностички процедури и на серум во Институтот за јавно здравје е потврдено присуство на Вест Найл вирусот. Како што општо знаеме, значи 1% од пациентите заразени со Вест Найл вирус може да развиват и невролошки манифестации, што во моментов клиничката слика одговара со самото тоа што е потврдено. Покрај него регистрирани се уште 3 случаи на западно-нилска треска во земјава од вкупно 30 тестирања. Институтот за јавно здравје оваа година, од почетокот на годината до сега има вкупно 30 тестирања за западно-нилска треска, од кои што 4 се потврдени случаи како позитивни. Првиот случај е тестиран во април и човекот е од Струмица, импортиран од Кенија. Вториот случај е човек од Кочани, импортиран од Тунис, во јули месец тестиран во Институтот за јавно здравје. Третиот случај е тестиран од Институтот за јавно здравје во август месец,
Човекот е од Титово и при епидемиолошката анкета не изјавува дека имал некакво патување. И четвртиот и последен случај е тестиран во Институтот за јавно здравје на 12.9, тоа е септември месец. Човекот од Чешиново Облешево бил хоспитализиран на инфективната клиника и за жал истиот е починат. При епидемиолошката анкета истиот дал податок дека не патувал никаде. Од Институтот за јавно здравје додадоа дека потребна е поголема едукација на населението за болеста, начините на пренос, како и можностите за превенција преку изработка на соодветен едукативен материјал. Околу 40% од земјоделците ги подигнале картичките за зелена нафта од подрачната единица на Министерството за земјоделство во Кочани. Дизел горивото на располагање е до 30 април следната година. На 2 септември во подрачната единица на Министерството за земјоделство во Кочани почна распределбата на картичките за зелена нафта, при што досега 1100 земјоделци од општините Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево ги подигнале картичките, а вкупниот број на поднесени барања е 2800. Обврска на земјоделците е лично да ги подигнат картичките во просториите на подрачната единица, а потребно е да приложат и документ за идентификација. Со картичките ќе може да набават гориво на која било бензинска пумпа на Мак Петрол најдоцна до 30 април следната година, а доколку им преостанат средствата што не ги искористиле, по тој рок ќе бидат блокирани. Земјоделците може да ги подигнат картичките секој работен ден во периодот од 7:30 до 16 часот и 30 минути, при што тие може да се земат и последниот ден од важноста, а сумата треба да ја потрошат веднаш, истакна Драголјуб Никовски, раководител на подрачната единица за земјоделство во Кочани. За да може да ја добијат финансиската поддршка за дизел горивото, услов е земјоделците да ги имаат платено врските за воден надомест кон акционерското друштво Водостопанство. Од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој посочија дека на територијата на државата изработени се вкупно 44.704 картички со вредност од 493 милиони 282.867 денари. Мерката зелена нафта за прв пат беше воведена во 2019 година. 60 на интервенции на пожари на отворен простор изминатиот период имале волонтерите од Доброволното противпожарно друштво од Кочани. Освен на пожарите на територијата на општина Кочани, интервенираа и во други општини. Волонтерите од Доброволното противпожарно друштво од Кочани во текот на летниот период имале околу 60 на интервенции, од кои најголем дел од нив биле дојави за гасење на шумски пожари. Освен на територијата на општина Кочани, доброволците активно беа вклучени и помагаа во справувањето со пожарите во другите општини од државата. Периодов, како што знаете, беше пожарите беа доста актуелни. Имавме доста сериозни пожари како на наша територија, така и на територија на целата држава. До Кочани брои околу 60 интервенции, од кои најголем дел се на пожари. Значи, кој што кажав, се интервенираше и во нашата општина, меѓутоа десно не исполнуваше во Штип, Неготино, Пехчево. Така да можам да кажам дека ова беше една од потешките години за општо за доброволно предпожарно друштво, меѓутоа и за сите останати доброволни друштва и територијални единици, севкупно за целата држава. Претрпевме огромни штети, но се надевам дека ќе извлечеме на поука, за да до година смогнеме сили како човечки ресурси, така и техничко-материјални, во обновен вознат парк во целата држава, за да бидеме уште поспремни и да се соочиме многу полесно со предизвиците кои ќе ни дојдат во наредната година. Освен гасењето на пожари, волонтерите од Доброволното противпожарно друштво од Кочани реализираат и екоакции како и превентивни обуки наменети за најмладите. Тие во моментот располагаат со 5 противпожарни возила, а едното од нив е специјализирано за гасење на шумски пожари. Следува информацијата од спортот. Младите фудбалери од фудбалскиот клуб Фудбал Старс од Кочани изминатиот период учествуваа на повеќе меѓународни надпревари во државата.
Со освоените неколку победи тие се пласираа во 8-те најдобри екипи. Малите фудбалери од фудбалскиот клуб Фудбал Старс од Кочани изминатиот период учествуваа на 3 меѓународни турнири, односно на Фелер куп во Неготино, Кул куп во Скопје, како и на Илинден куп 2024. На надпреварите учествуваа со 3 генерации, односно деца родени 2013, 2014 и 2016 година. Со повозрасните одиграле многу добри и квалитетни надпревари на кои децата покажале дека може да се надигруваат и со клубови што имаат подобра инфраструктура и услови за работа. Со најмалата генерација пак го постигнаа најголемиот успех, бидејќи славеа победа против реномирани и организирани клубови, како што се Форца од Скопје, Шкендија од Тетово и Академија Пандев Брера. Со победата малите кочанчани остварија пласман во четврт финалето и се пласираа меѓу 8-те најдобри екипи. Од фудбалскиот клуб Фудбал Старс посочија дека тие како раководни луѓе и тренери се задоволни од залагањето и прикажаната игра на децата, а додадаа дека турнирите представуваат големо искуство за младите фудбалери. Стартот на новото првенство во детската фудбалска лига почнува овој викенд, а паралелно со тоа се врши и упис на нови членови. Почитувани гледачи, временската прогноза беше последната содржина во вестите на Канал 8. Ви благодариме за вниманието со кое што не следевте. Довидување.